Почитувани, добре ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. Разговараме со музички естрадни уметници од Македонија. Во моментов со Горан Тодоровски. Горан, добре ни дојде во Виница, во Кочани. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија Канал 8. Како се чувствуваш тука во Виница, во Александар парк? Убаво, Виница во меѓувреме многу се развила и неколку баш убави хотели видов додека стасав до овој. Ама ми се чини овој најубавиот. Вечерва снимиме новогодишна емисија. Дали сега имате доста активности околу подготовки околу Нова година? Па се разбира дека да, за сите и телевизија, ама и за сите сакав да кажам естрадни уметници, ноември и декември се напорни месеци токму поради тоа. Снимање на новогодишни емисии, новогодишна програма, секоја телевизија сака да има ваква програма. Кажи ми, Горан, што работи во моментов, имаше нова песна, настапи на Валандово, дует со кого? Не, на Валандово имав сам солистички, мислам, ја изведов песната. Таа песна е убава, мислам дека и вечер ќе ја чуеме. И е на Урце Зафировски, музиката и текстот, а аранжманот е на Сашо Ливрински. Задоволен сум од настапот. А на престојниот фестивал Роса Фест на 30 ноември. На 30 ноември во Скопје, нели знаете. Ќе настапиш со своја песна, нова песна? Тоа е дует, тоа е моја песна, да. Музика и текст, аранжманот е пак на Саша Ливрински, ама овој пат ќе настапиме во дует со Росана. Да. Каква е соработката, ја спомена Росана, каква е соработката и со другите естрадни уметници? Не само за создавање на дует, туку и онака соработката за нови песни, за нови албуми, соработка можеби за настапи надвор од Македонија? Била коректна секогаш. Знаат и да ми побараат и текст, и музика, и цела песна. Заедно одиме на настапи, гледате само вечерва колку сме тука во голем број. И за турнеи исто така, не се оди сам. Каде за Нова година? Немам уште договорено, ако имам ќе ве бидете обавестени. Во попладневната емисија на Канал 8 гостин и секако на оваа новогодишна емисија, односно снимање на новогодишна програма за телевизиите, кој друг ако не Јордан Митев. Добро ни дојдев по не знам кој пат во Виница, во Кочани. Добро ве најдов и драго ми што еве после не знам кој пат повторно се гледаме. Вака убаво е кога можеме да поразговараме со Јордан Митев, иако многу пати сте ни биле гостин во нашата емисија во Канал 8, но сепак никогаш не е доволно да ги кажеме новостите, активностите на Јордан Митев. Помени. Значи јас пред една недела се вратив повторно од уште една турнеја во Австралија, таму престојував месец и пол. Пред турнејата следуваше едно бурно лето каде што имав доста настапи широм цела Македонија. Оваа година од фестивалските настапи настапив само на ревијалниот Лешочки фестивал. Така да од тоа е генерално оваа година немам снимано да речеме нешто посебно ново, да, само излегува 2 песни во почетокот на годината, а албумот беше најавен за до крајот на годинава да го издадам, меѓутоа сепак некако така од лични причини сакам малку да го пролонгирам издавањето на новиот албум. Меѓутоа има многу настапи ширум цела Македонија, македонската дијаспора, така да. Не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, Јордан Митев е претпоставувам најбараниот пејач, еден од најбараните пејачи надвор од Македонија. Тоа е така бидејќи така се гласините од луѓето кои живеат таму. Значи не го измислувам, не кажувам така од напамет, туку луѓето те бараат. Да, често сум присутен. Луѓето веќе добро ме познаваат. Успеав покрај ја сакаат таа музика што ја презентирам. До сега во мојата кариера направив многу песни, мои така едноставно луѓето ме запознаа и сакаат најверојатно да ме видат, а јас уживам кога сум присутен покрај публиката, бидејќи сепак јас сакав да го постигнам тоа ниво, успеав и сум задоволен од сето ова. Јордан, искрено се чувствува таа интеракција со публиката, комуницираш со публиката, не само да пееш, да застанеш да пееш. Туку морам да признам дека посебен човек си ти, таков по душа, кога публиката те чувствува. Ме знаке што сакам да кажам. Сакам да бидам
дел од публиката. Иако на сцената, меѓутоа сакам да воспоставиме контакт со публиката и тој контакт се трудам секогаш на сите мои настапи да остане присутен од почетокот до крајот на настап. И можеби затоа весел, позитивен, се до тоа го чувствува публиката. Со овие проблеми и искушенија кои ги имаат луѓето, верувај им треба нешто, Па им треба, иако и за мене лично е многу тешко да соберам лично позитивна енергија и да сето тоа го пренесам, бидејќи пред Не се познава дека ти е тешко да собереш позитивна енергија. Можеби, меѓутоа секогаш јас се трудам и таа малку позитивна енергија што ја имам, можеби понекогаш да ја дадам на мојата публика, бидејќи мојата публика го заслужува тоа. Љубителите на убавата фолк песна го заслужуваат тоа. Јас се трудам секогаш да бидам професионалец. Наоѓаш време за дома, за семејството, секако има време за се. Човек кој што знае да си го распореди времето, секако има време за се. Значи не се сложувам со тоа дека нема време. За се што се сака има време. Некако навика ми е јас да велам се нема време, но ако добра организација може да се организира. Се нема време за тоа што не се сака. За тоа што се сака, секогаш има време. Кажи ми каде за нова година? Па за нова година, според последните преговори, мислам дека 99,9% ќе бидам во Битола, во хотел Епинал. Тоа треба овие денови да го прецизираме, така да најверојатно мислам дека ќе бидам во Битола. Во Битола, значи во Македонија остануваш. Да, овој пат во Македонија. Мислам дека е време малку да се одморам од тие патувања, бидејќи преголемото присуство во диаспората, секако и тоа има позитивни работи, меѓутоа и негативни, затоа сакам да малку секако е почестам публиката која што е присутна во Македонија. Во 2018 патуваш некаде? Во Пантива? 2018 да, се најавени неколку турнеи. Настапите кои што се веќе закажуваат за средната година се исто така бројни, така дека има многу километри за возење ширум цела Македонија. И посакувам голем успех, голема среќа понатаму, не само во 2018, и понатаму и повторно да ни бидеш гостин во Канал 8. Секогаш ти добре дојден, тоа го знаеш. Ви благодарам, знам и ви благодарам за тоа. Благодарам. Анета Мицевска и група Молика на снимање на новогодишна емисија и секако во попладневната емисија на Канал 8. Не за прв пат, затоа што сме разговарале со Анета Мицевска. Ако не се лажам, во Аледар, така, Анета? Добро ни дојде повторно во Мицевска. Искрено да ти кажам, не се ни сеќавам каде сум гостувала. Не едно и две интервју. Да, точно така. Не едно и две, не е ни последно. Секогаш ќе се гледаме, ви благодарам уште еднаш за одстапеното време и за поканата да учествуваме на оваа прекрасна новогодишна емисија. Преубаво се чувствуваме и еве поздрав до вас и до гледачите на вашата телевизија. Анета, сега сте презафатени околу снимање на новогодишни емисии. Обично пејачите не можеш да ги најдеш во ноември и во декември. Така ми е некако од годините. Точно така, да, точно така, меѓутоа пресрекни сме затоа што ова е единствениот начин на кој што можеме да се видиме ние колегите, бидејќи никогаш не се гледаме, освен на некои вакви работи на новогодишни емисии. Така да благодарни сме што постојат се уште ваквите емисии. Потребни се ваквите емисии затоа што телевизиите си пополнуваат програма за време на нова година, а граѓаните, оние кои се дома, уживаат во ваква програма. Кажи ми, Анета, што во моментов работи група Молика? Во моментов се спремаме за турнеја за Австралија. Испремаме нормално нешто ново, тоа се неколку песни. Нема да биде цел албум, затоа што пред некое време снимивме комплетен албум, значи со 8 нови песни, така да сега ќе имаме значи истото CD со бонус 3 до 4 песни. Бидејќи на нашата публика во Австралија, па и во Америка и во Канада, секогаш кога одиме на турнеја, очекуваат нешто ново од нас. 3 до 4 песни подготвуваме, кои ќе се најдат на CD-то што го спремивме, значи неодамна. Така да тие ќе дојдат како бонус. Кажи ми, дали подготовка можеби имате на песни, на обработка, на нови песни, како што се еве Next Time слушам кај шумат шумите, такви некои песни да произлезат од вас? И тоа го спремаме, значи во соработка сме во соработка и во преговори со едни наш стар дует, битолски дует, тоа е дуетот Павловски. Значи се договараме, имаат многу стари песни кои никогаш не ги снимиле. Тие се веќе во години луѓе, така да планираме и тоа да го направиме.
но тоа кога ќе се вратиме нормално од турнеја, ќе бидеме малку послободни што се однесува до турнеите, бидејќи летниот период сме повеќето тука, низ Македонија. Така да тој период ќе го искористиме и за тоа, значи обновување на нашите стари македонски песни. Значи за нова година во Австралија ќе бидете? За нова година сме во Австралија, новогодишните празници ќе бидеме таму. Нема да настапувате на некој од фестивалите, Росафест, Валандово помина? Не, за жал, на Валандово бевме како во тој дел каде што се пееја стари валандовски хитови. Не се надпреварував, не ни сакав јас да се надпреварувам. Друг фестивал не сме ни слободни за да одиме на друг фестивал. Треба да се има време за да се учествува на фестивал, да се подготви песна. Обично фестивалите се за викенди, а ние викендите сме секогаш зафатени, така да не можеме. Кажи ми, Анета, зафатени, презафатени го споменавме неколку пати тоа зборче. Кажи ми како наоѓате време, односно буквално како ти наоѓаш време лично за приватниот живот, да се опуштиш со семејството, со пријателите. Дали се наоѓа време? Искрено да ти кажам, нема многу време за приватен живот, за жал. Слободното време гледам да го искористам со моите најблиски, нормално со мојата керкичка. Немам многу време, како што кажав, сме нон-стоп по патишта и нон-стоп по турнеи, така да искрено немаме време за приватност и да уживаме во домашните. И како се ставаш со време? Па како се, да ти кажам, Брзање. се е во брзање и се е навика, значи се е рутина. Кога треба да се спремиме за некоја турнеја или за ако имаме пример неколку свадби надвор од Битола, а тоа е многу често, воопшто не размислувам, значи што ќе ставам во куферот, значи одам механички, тоа го правам секогаш. Земам, да, знам буквално подсвесно знам што треба да се земе, што треба да се стави во куферот и се е тоа рутина. Анита, ти посакувам многу успех понатаму во 2018-та, кога ќе се вратиш од Австралија, да очекуваме нови песни, нови албуми, како што рече, подготвуваш и на тебе и на твојата група и ве очекуваме во Канал 8. Ви благодарам уште еднаш и во секој време за вас.
što da ti donesem, crveno leće mole ili dedanče, crveno leće mole ili dedanče. Srce mi leži, mila mamo, na srce mi leži, aj na srce mi leži, mila mamo, jedna ljubav smija. Leži, mila mamo, jedna ljubav smija. Zmija, mila mamo, ne bi bila zmija, aj ne bi bila zmija, mila mamo, tuk je kara srna, aj ne bi bila zmija, mila mamo, tuk je kara srna. Nešto za srce, ova večer Kosava ile da upuva me. Ajde majstore, dugo neka je ovoj želuš, da se pamti, da ni ostane. Na sviricilno, rasali omalika, panina igrajmo me, razveseli me. Panina na sviricilno, rasali omalika, panina igrajmo me, razveseli me. Druga pred mene, sve što imam će ti dam, a da pije. Sviri majstore, dok vana šaje, sviri duri, živa voda, nese stori me. Panina na sviricilno, rasvali opalika, panina na igrajmo me, razveseli me. Panina na sviricilno, rasvali opalika, panina na igrajmo me, razveseli me.
razveseli me. Majstorče, Arno te zinče, o ti si dobro majstorče, majstorče, Arno te zinče. Ako mi grešiš merkata, Ljubljano gdje ti zapalam, so njego ti da izgoriš i tvoji te lični čiraci. Moje zlato luduje, u kafani sve do zore lupuje. Ove noći moje zlato luduje, u kafani sve do zore lupuje. Djavol bi dušu dao zavera, ja ne volim što je taka veselja. Djavol bi dušu dao zavera, ja ne volim što je takav veseljak. Ili njega se ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Ili njega se ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Djavolu bi dušu da zavera, ja da voli što je takav veseljak. Djavolu bi dušu da zavera, ja da voli što je takav veseljak. Eva! Belonice ljubavljas,
Кога ќе си крај мене, не знам злато дали знаеш, душа давам за тебе. Како кога ти ме гасиш, кога горето усни ме, не знам злато дали знаеш, нема живот без тебе. Моја кралице, убавице, за мене си, не нема на срце. Ке те чувам и јас, само за мене и заедно да останеме. Моја кралице, убавице, за мене си, не нема на срце. Ке те чувам и јас, само за мене и заедно да останеме. Ајде, мајстри! Може за мене ќе кажа дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој златонот ме лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си, не нема на срце. Ке те чувам и јас, само за мене и заедно да останеме. Моја кралице, убавице, за мене си, не нема на срце. Ке те чувам и јас, само за мене и заедно да останеме. И заедно да останеме. Твоите очи леномори, оденски срещни се. Дай ми ги на мене, јас да ги изседам. Мерак леномори, мерак да ми помири. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Ajde nas gore, nova godina, 2018, vesela Makedonija! Твоето уселено мори, солнско дивчење. Дай ми го на мене, јас да го пакнувам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Разговараме со пејачот Спасе Антевски од Скопје. Спасе, добре ни дојде во Кочани, во Виница. Добро ве најдов, јас сум за прв пат во Кочани, после За прв пат во Кочани? За прв пат сум во Кочани, имам поминувано така низ градовите, имам пиено во некои ресторани тука пред градот, ама за прв пат доаѓам во овој хотел и во Ова е градот. во Виница, Александар парк во Виница, добро, Кочани и Виница се околу 10 километри. Така, прв пат сум во градов овде, убаво расположение, убави луѓе, баш ми е мило, фала ви што ме поканивте. Сега сте вие пејачите многу ангажирани околу подготовка на ваквите новогодишни емисии, така ли? Сте барени на секаде,
како стасувате, како наоѓате време да ги склопите сите тие активности? Како наоѓаме време? Види, се што се сака се може. Јас музиката ја сакам да го работам тоа, ме исполнува и секако дека се снаоѓаме со сите. Настапи со сите тезги, снимања со овие новогодишни емисии, значи мене не ми е тоа проблем, јас сакам оваа работа и сега за сега убаво се справувам со тоа. Свириш на свадби, функционираш со бенд или функционираш посебно? Секако, јас бев долго време со одреден бенд, сега сум со друг бенд, а и настапувам и сам. И зависи од прославите. Зависи од потребата. Зависи од потребата, да, по свадби, по веселби, по клубови. Но имаш и своја песна, подготвуваш и свој албум, имаш сега нова песна балада, така? Зашто станува збор? Сега имам една најнова песна, сега не знам колку овде кај вас ја знаат, моментално иде на НТВ телевизија. Ја научат и да не ја знаат. Да, имам една нова балада, емотивна песна. Како се вика песната? Само Господ знае се вика песната, убава емотивна песна и јас сум задоволен, убаво ја испеав, се надам дека ќе ја слушнеме, не знам вечерва дали ќе имаме можност да ја слушнеме. И така, сега ми фалат уште неколку песни, работам за албум, така уште неколку песни за да завршам албум и така полека. Кажи ми, каде за нова година? Сега за сега уште не се знае, има неколку понуди и секој момент се очекувам да видиме кај ќе бидеме. Пошто лани бевме надвор од Македонија, оваа година мислам дека ги бидам во Македонија. Тоа ќе речев те бараат надвор од Македонија, турнеи во Австралија, во Америка, не знам. Да, имам некои преговори за Америка, за Австралија, не сум бил уште. Лани бевме во Шведска за нова година, убаво си поминавме, беа задоволни луѓето и јас бев задоволен, така да ќе видиме. Благодарам за разговорот, спасете, очекуваме во Канал 8. Поздрав до Канал 8 и до вашите гледачи, мило ми беше. Атрактивната и позната Лила Филиповска, водител на оваа новогодишна емисија во Александар парк во Виница. Лила, презафатена сега околу водење на новогодишни емисии, предпоставувам. Па знаеш како, јас не ги делам, немам јас периоди на работа, јас имам постојана работа. И тоа добро, може би да, на некој начин сега кога доаѓа нова година, така е. Има повеќе ивенти, повеќе настани, меѓутоа пак ќе кажам не се жаламе. Во текот на целата година имам работа. Во текот на целата година работа, сега повеќе новогодишни емисии, но повторно работиш со квизот се или нешто, така? Со квизот непрестанно работам 7 година веќе. Цели 7 години работам. Има интерес за тој квиз? Па што веќе траеме 7 години, ќе траеме очигледно уште. Тоа значи дека има огромен интерес. Така, им благодарам на сите што не гледаат. Моментално со се или нешто и со новогодишни емисии. Друго што работи? Значи јас едноставно со оглед на тоа дека мојата емисија, емисијата на што оди на ТВ Сителси или нешто, е емисија која што иде секој ден. Јас имам многу напорни снимања, тоа чести и напорни снимања. Меѓутоа имам постојано некои ивенти, имам кампањи и при тоа со оглед на тоа дека добро работам своите социјални мрежи. Јас имам еден свој собствен медиум, од Facebook и на Instagram, каде што имам околу 200.000 следбеници, каде што така работам со одредени компании и што мислам со право можам да се наречам и ме нарекуваат инфлуенсер. Имам околу 102.000 сега за сега следбеници само на Инстаграм и околу 100 на Фейсбук, што значи дека јас и тој дел од работата што ми е навистина многу интересен, одлично го работам и добро ми оди. Се или нешто е голем проект, но и постојано присутен во телевизиите на сите луѓе. Верувај ми, не е преувеличување кога ќе речам дека каде да отидам, се гледа во терминот се или нешто. Па јас ти благодарам, ова е навистина една убава и забелешка и комплимент, па и вистина на крајот на криштата, затоа што самите рейтинзи го кажуваат тоа што го кажуваш ти, да речеме одредени луѓе кои што се наши редовни гледачи. Па така е, тоа велам, имаме интересни приказни, интересни луѓе, интересни ликови, станува збор нели за пари, каде што луѓето освојуваат. Не се има парите, луѓето се забавуваат. Тоа велам, парите, ме слушна дека парите на крај ги споменав. Кажав дека се забавуваме, да. Луѓето гледам дека се опуштени сега уште повеќе и ти си таа која ги опушташ во текот на емисијата. Па мислам дека да, јас мислам дека голем удел би кажала, нескромно, може би ќе звучи, меѓутоа тоа е вистината. Јас и пред да почне емисијата да ја снимаме, која ќе забележам дека некој има така повеќе трема,
се обидувам да го опуштам за да може нормално да функционира. Знаеш како, тримата е продуктивна доколку е во мала количина. Меѓутоа, ако некој се треси и не знае како се вика, тоа веќе тоа не е во ред. Мораме да го опуштиме. Така што го правиме тоа постојано. Така, ќе опушташ, да. Кажи ми, каде за нова година? Искрено ти кажам, има големи шанси да работам. Како што работам вечерва и да бидам искрена исто така дека не ми е нешто варијанта на тоа дека сум дека ќе прославам нова година некаде. Дека се зафатена повторно, но не со квизот или не со квизот, ама работа ни ќе уснимеме унапред и ќе бидеме слободни. Зборувам некој ивент кој што ќе се случува или во градов или во Скопје. Имам во преговори сум, но не сум се договорила се уште. Обично за нова година работам, а после нова година тие денови одам некаде на зимување. Наоѓаш време за приватниот живот, наоѓаш време за себе, за твојот син? Па наоѓам. Искрено син ми не наоѓа време за мене веќе. Сега во таа фаза, има 23 години, си има некои своји интереси каде што веќе за мене има помалку време и јако морам да кажам дека имаме одличен однос и секогаш наоѓаме време, дали ќе одиме некаде на патување, дали ќе гледаме филм заедно, или ќе излеземе на ручек или по дома, иако по дома многу не се начекуваме. Тој влегува, јас излегувам и обратно. Меѓутоа имам, верувам ми дека се е до организација на времето. Имам време за се и за себе, за третмани, за се што сакам да правам, што ме прави среќни, за пријателите, за приватниот живот. Се е во организацијата, ете. Тоа е моје мислење. Можеш да ми откриеш тајната како да најдеме време повеќе? Знаеш како? Помалку ќе спиете. Иако јас сум се спанка, меѓутоа ако можам да спиам добро, но Совет број 1. Па број 1, да, иако ќе се задржам кај спињето е многу битно. Тоа не значи да бидете вие ненаспани, да се разбереме. Значи ако можете да го скратите, ако не, немојте да бидете никако ненаспани затоа што ненаспан човек не може да биде расположен човек и продуктивен. Така што, пак ќе кажам, организација. Јас под саат, значи пишувам од толку и толку одам на масаж, од толку одам на вежбање, толку имам состанок, толку, значи буквално така одам. И искрено, можеби малку ми трпи вечерното излегување, меѓутоа не се жалам затоа што искрено го надминав тоа. Одам на и нема нешто посебно не се нуди, така што веројатно а да излегувам навечер, тоа што имам проблем. Ама сега бидејќи не излегувам многу навечер, така што имам време буквално за се. И околу линијата, околу здравата искрена ли да ни открени? Па јас многу често кажувам наискрено, значи дека сега да прашува, така е, да, мислам и логично е. Јас си кажам дека јас навистина немам ништо спектакуларно, значи во моето мени кога е храната во прашање, ниту правам нешто така драматично и спектакуларно што никој друг не може да го направи. Значи не е вистина. Одам во теретана, одам на фитнес, имам личен тренер, тренирам со Бане. Активност е многу важна. Најважна. Значи ако не тренирате и не вежбате во теретана, барем пешачете, наместо во лифт одете по скали, наместо со кола одете пешки, знаеш. Така е. Значи физичката активност мене мислам дека тоа ми е најголем пријател затоа што навистина вежбам. Минимум 4 пати во неделата со мојот личен тренер Бане во Канџи. Одам на редовни масажи, одам значи пишачам кога можам нормално, кога не сум на високи патпетици. Што се до храната, како што ти ветив, ќе откриам уште еднаш, јас навистина немам спектакуларно мене, ниту јадам кавија секој ден, ниту нешто што го нема, пак ќе кажам. Значи буквално сум и посветена и верувам на нашата македонска храна. Меѓутоа, на што мислам? Нашите македонски готвени јадења, но без леп и без глупости. Значи, само готвеното јадење со многу салата. Оставете го лебот, така е, зеленчуки, значи буквално се што има Македонија, може да ни помогне да изгледаме добро. Нема потреба да јадеме има убав избор на здрава храна, на органска храна, нешто слично, а тоа е релативно скапо за наши услови. Оние кои што немаат можност за такво нешто, тогаш дефинитивно нека се вратат на својата основна храна, на грашокот, на боранијата, на леќата, на зелката. Значи се што готвеле нашите баби и мајки, да не се фолираме, да го оставиме оние хамбургери, значи помфрити, мајонези, апсолутно тоа не носи никому добро, па ни на нас. Благодарам за разговорот, Нила, и за советите за сите девојки би рекла, но и за момчињата. Па и за момчињата, за сите оние кои што сакаат да изгледаат, да речам, добро, да изгледаат фит. Значи човек би требало да сака да изгледа добро. Нема врска годините. Секој треба да изгледа добро, само признавам ако имат здравствен проблем. Се друго е во главата. Значи state of mind. Ако решиш да го изгледаш добро, ќе изгледаш добро. Тоа е се зависи од тебе. Ти благодарам и ти посакувам голем успех. Благодарам за поканата и ги поздравувам гледачите на твојата емисија.
samog ostave, mjesec ubrzano luduje, zora čeka moje satove, ja joj pjevam, ona ne čuje. Od noći samog ostave, mjesec ubrzano luduje, zora čeka moje satove, ja joj pjevam, ona ne čuje. Dajte vina, hoću, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina, hoću, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči ne vole. Volim te, volim, neću da krijem, volim mi dušo, zbog tebe pijem. Volim te, volim, neću da krijem, vjeruj mi dušo, zbog tebe pijem. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem. Ako lažem, ako lažem, nek me nije, nek me nije. Nek mi bude zadnja čaša, zadnje vino koje pijem. Ako lažem, ako lažem, nek me nije, nek me nije. Thank you.